Мистериозна материја во Бену. НАСА потврди откритија што го менуваат сваќањето за Вселената. Примероците од астероидот Бену содржат шеќери, мистериозна материја и зрнат звездена прашина формирани долго пред нашиот сончев систем. Како дел од истражувањето на мисијата Osiris-Rex, објавени се нови трудови во списанијата Nature Geoscience и Nature Astronomy. Овие наоди откриваат шеќери неопходни за биологијата и супстанца слична на гума која претходно не била видена. Шеќери неопходни за живот. Научниците од Универзитетот Тохоку пронајдоа два клучни вида шеќери. Рибоза, шеќер со 5 јаглеродни атоми, клучен за РНК. Глукоза, шеќер со 6 јаглеродни атоми, пронајден за прв пат во вонземски примерок. Иако овие шеќери не се директен доказ за живот, нивното присуство покажува дека градежните блокови на биолошките молекули биле широко распространети низ сончевиот систем. Недостатокот на деоксирибоза ја поддржува хипотезата дека првите форми на живот се подпирале првенствено на РНК. Мистериозна древна гумака. Истражувачите од центарот Еймс на НАСА открија материјал сличен на гума во вселенските карпи. Оваа древна вселенска гума е составена од полимерни материјали богати со азот и кислород. Карактеристики: материјалот е флексибилен и еластичен, сличен на гума за џвакање или мека пластика. По својот хемиски состав потсетува на полиуретан, па затоа научниците го нарекуваат и вселенска пластика. Честичката била 1000 пати потенка од човечка коса, а истражувачите ја анализирале со електронска микроскопија. Овој материјал веројатно се формирал при загревање на астероидот во раните денови на создавањето на сончевиот систем. За малку избегнат судир во Вселената, SpaceX повикува на координација со кинезите. Вселенската технологија доживеа голем бум во изминатата деценија. Денес приватни компании испраќаат астронаути на меѓународната вселенска станица и лансираат ракети на секој неколку дена. Сепак, зголемената активност носи сериозни предизвици, како што покажа неодамнешниот пример кога сателитите на Starlink речиси се судрија со кинески сателит. Тие се доближија на само 200 метри еден до друг на надморска височина од 560 километри. За среќа, немаше судир кој би предизвикал нови опасности во орбитата. Кеслеров синдром, опасност од вселенски отпад. Експертите предупредуваат дека ваквите судири би можеле да доведат до така наречениот Кеслеров синдром. Сценарио: овој феномен предвидува дека ако густината на објектите во орбитата е преголема, еден судир може да предизвика домино ефект. Последици: тоа би создало огромна количина вселенски отпад, што би ја направило орбитата опасна за сите идни мисии, сателити и астронаути. Недостаток на координација. Најголемиот проблем е недостатокот на комуникација помеѓу организациите. Майкл Николс, подпредседател на Starlink во рамките на SpaceX, истакна дека не била извршена никаква координација со постојните кинески сателити. Кинеската компанија CAS Space потврди дека имало опасно приближување, но не ја прифати одговорноста. Тие нагласија дека инцидентот се случил речиси 2 дена по завршувањето на нивната мисија. Двете страни сега се согласуваат дека меѓусебната координација на операторите е од клучно значење за да се избегнат катастрофи во иднина.